Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Едно сапора да удариме. Камерата, тама ќе ја пофалев, ама нема, тука има многу рефлектори. У Македонија, едни викат го има, едни викат го нема, значи типично. %4,9% лайт, чисто онова да не се мачам за кафе, да не ми се спие, едно пивце за пред спање. Значи, или една чаша вино, или едно пиво. Ударам, тоа е. Две никако. Многу ретко. Треба да е ептен пивото врв некој. Најчесто пијам црно пиво, но овие американците нешто ме зафркават. Веќе 3 месеци нема црно органик пиво. Каравци со менаџера, ама очигледно набарно прават така дека ти отидеш и гледаш само тоа го нема, а и само тоа се трошеше и очигледно дека ќе го тргнат, разбираш, за другите да се трошат, и луѓето само тие ги купува пива. Така да, тие богаташите таму PC маркетот не се глупи, брат, да купуваат GMO пива, значи купува се органско. И баш тие двата вида, и лайт и црно, ги однема. Мора, какви што збораме, бе? Јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, декември, 7 месеци го нема тоа пиво. Какви 2-3 месеци? 7 месеци. Ако успеам тоа пиво да го донесам во Македонија, што ќе е многу тешко, ќе биде многу интересно, па тоа по многу пари ќе биде. Тоа беше $13, 6 пива. И да се плати даноци, маноци, чуда, да се донесам во Македонија, не верувам дека ќе успеам да го донесам. После ќе повикат тие и дави, ќе ти пиеме тоа пиво толку пари. Треба да дојдам да истражувам македонските пива, другари. 11 години, 12 се маам натаму на они светот да видиме македонските пива, уште ли ги држат македонци? Кој знае какви работи има македонските пива? Тоа треба да се истражи. Ако веќе у продавниците ги имате сите тие амерички GMO срање и чуда, што вие мислите дека ги немате, ама ако се дома Македонија ќе ги најдам тие производи. Не верувам Македонија какво производство има на храна. Какво производство има Македонија на благи работи. Баш да видам што има у состојки. Едва чекам си дома да видиме што чуда има у Македонија, човече. Кој знае какви штетни работи се продават, брат. Кој знае какви работи јадете. Ако смртноста е на прво место на светско ниво по разболени и по починати, значи хорор. И сега ќе рече некој се правил сум се паметен. Другари, до сега само еден негативен коментар и ми е интересно, брат, и тај ми исчезна. Значи, беше 2437, нели оти ке мене, ако не си subscribe, не можеш да ми коментираш, става subscribe, беше пишал нешто, кој ќе ти дојде во академијата на сеот, како ќе помине, ти тогава го погодиш, кој ќе ти дојде, саме ли ќе седете со Славчо у криптоакадемијата. Брат, ја и Славчо сигурно нема да отидеме на загуби и никој да не дојде у криптоакадемијата, продолжувам си со скромниот канал. Продолжувам за идните генерации да видат што се испуштиле, или за овие сега што има околу 400-500 луѓе што следат на YouTube каналот, и еве тука овај канал многу повеќе читат, на пример, луѓето се префрлија, многу сакат повеќе да читат сами. 5000, 1500 повеќе сакат да читат, 1000 од Америка, Ирска 225, Шведска 199, Македонија 55 читат само веб-сајто. И после ама брат, ти се исто кажуваш, па супер, што не читате како вие 1000 души од Америка, бе? Замисли 1000 луѓе од Америка што плати зимат луди, сега имат и давачки, чуда, све, ама зимат поголеми плати од вас, значи они дремат на мојот веб-сајт, сметат дека нешто може да најдат, и имаше и 2000 и 3000, сметат дека може да најдат нешто интересно. Само кафе шема кобарџиите, ака дигитално неписмените од Македонија, само они, брат, се нешто и смета. Исто сме изборил, не било интересно, супер. Ке си работи до 67 години и тоа е, брат. Сами си ги недете информацијата ако не ви е интересно. На тие што ќе е интересно, ќе дојдат, братче, у ова. Групата за
Значи слабо пивото. Не бе, тука е 12:48 после полноќ. И ми се спие вчера спав само 6 часа. И затоа се проземам. Не дека кафе ми треба. Мобето е, другари, за мистерии, тај канал што ќе се направи, тај канал можно е и да има претплата. Мистерии канал. $1, да речеме, минимален. Ако стигне 2200, нели, да го уклучам на мистерии да биде $1. Пошто решил сум на такви негативци, бесплатни информации у мистерии, сакате да научите за Античка Македонија? Subscribe, братчи. Неките, супер. Читајте си таму српски, бугарски, хрватски експерти, тоа е тоа. За да успееш у животот треба да знаеш одека потекнаш. Валјда ако сум најдол за биткоин информации не на среќа и за Кардано и за Тирон, валјда, брат, знам да најдам информации и да ископам и за античката историја. И за дел од Отоманската империја, има да се шокирате. Ништо, братче, тоа не. Еден историчар поема нема за овие информации, брат, македонец. Врска нема, брат. Тоа се таму едни такви збир на изроди, буквално, партиска војска кои ќе се зимат платичка и уопште интересира ги само да манијачат и кафе шема, ја мислам. Друго ништо. Замисли, бе, брат, како млад, излапиото, јас извинувам, како млад да завршиш, сигурно Индиана Джонс е бил омилен, лупам, да завршиш за археолог, да завршиш за историчар и да си извадиш партиска книжка, да си взимаш платичка и ништо да не те интересира, брат. Другари, јадам да имам таа меморија да запомнам. Брат, ја најскоро би бил и археолог и историчар, ама немам ја таа, ја се извинувам. Нема Господ, не ми го е дадел тоа да запомнам. Кај мене ја можам да ископам инфо, ама не може да го запомнам до тај детал. Ама знам како да го зачувам, знам како да го извадам и знам како да го објавам, без да ме цензурират. Тоа го мислам цели 12 години. Така да, мистерии, вебсајтот ќе биде доста интересен. YouTube канал, оствари, јас се извинувам, мистерии каналот ќе се остане бесплатен. Да се надевам дека ќе можем да му накитам реклами за да има повеќе за опрема и за истражување уште повеќе. Ќе биде интересно. Инаку, другари, вчера уживо баш го фанав нападо. Шо ми е интересно? Здрави. Нем со ракија да се еде да гледате, со пиво. Много брзо ракија да се пие. Значи, јас сум тип што решив јавно, мен не ме срам, седе, глупира се, не се глупирам, брат, ја седам и си го кажувам мислењето. Не значи дека сум 100% управо, ќе остане за луѓе после 30 години да одлучат. И вешките интелигенција ќе ја прашате. У колку проценти тип што беше управо, вешките интелигенција ќе ги каже. Ако е поштена и честна, ако не е програмирана, дека вешката интелигенција никош нема да тоа по филмовите што ви го покажува там дека само свест ќе развие, тие приказни може да си кажувате дома. Тоа е програма, алгоритам и секој ќе биде програмирана да утре што ќе се случи тај блекаут, лажни напади, терористички напади и чуда ќе укрива таа вешка интелигенција, а она уствари е, другари, програмирана. И ние сите, наместо сега како што мразиме длабоката држава и луѓето у сенка, ние за 5-10 години ќе ја мразиме вешка интелигенција. Као она, тука Терминатор отргнава се од контрола, дрнјариња, сите седете дома на токенче ви дават, па не смеете да брмблате, само така гледате од страна и ќе седе у мојот канал. Мен не ме страда да брмблам. Ќе си брмблам од селото тамо некаде од планината горе и ќе пробам на, можда не е на YouTube ќе ме цензурират, ама можда на некој dark web, што знам, лупам, моите канали ќе се гледат, разбираш, и ќе се воодушевувате дека некој ќе се труди да пренесе информации. Мобето кое е, гледаш за Венецуела што ја кажав, луѓе, нешто, ја натаму сега ми многу тражат пари, ама натаму Македонија сигурно ќе се појави некој кој и сечуци да најдам од која година што е кажано, па да бидат, нели, многу луѓе ми викат, брат, што не направиш рилс кратки, некој ќе биде многу повеќе гледано. Не ги правам за да ги гледате повише минути да се
мачите да ја томачите. Од Рилс мозоко толку не се. Рилс е отпосле, брат. Че видеото се прави, Рилсо е отпосле дека дали си погодил. Тоа е, брат, Рилс треба да биде, а не некој што се глупира таму на Рилсови. Значи, мобето е, ја седам пред компјутерот и си како гласно да размислувам, разбираш? Како гласно да размислувам, погодив го за Венецуела. Колку македонски, европски, светски новинари и политичари кажаа дека Америка никогаш нема да нападне Венецуела. Да, русите истоврија нешто, кинејците истоврија нешто, многу се и македонски политичари и новинари се чудат како е тоа можно. Луѓе, што не прашате? И знаете ли ја дека живеам? Ја живеам во Америка, брат. 11 години. Чекај. И ова па читаме мозоко. Луѓе, у Америка живеат некаде од 770.000 до 900.000. With some estimates showing over 1.1 million total population. Ја мислам дека се многу повеќе, затоа што многу од што сум ги запознал немат пасош. Ставете ги уште лесно, можам да кажам околу 200.000. 200.000 без комплетно без никаква документација. Значи, да не ја лупаме, еден запрека 5 милиона. Живеат од Венецуела, живеат у Америка. Повеќето мои колеги и нивните пријатели беа од Венецуела. Брат, многу кул луѓе. Женските малку од тај степен на држава до тај степен на уништена држава. Малку повеќе се љубители на пари, али кога се интегрират у Америка и кога веќе почнат да земат нормална плата, веќе почнува да се појавува тај карактер што треба да е. А зборам за тие што се доселат одма, тие малку гледат на лесно да бидат, разбираш, како да се угодат, и важат за типките од Венецуела, важат за многу опасни, брат. Многу опасни манипулаторки, многу злобни, многу лоши на карактер. Не сите, ама едно 80%, сега да не лупам повеќе, 80% многу лоши карактери што ги имам запознаено, многу себични, али тие приказни што, например, јас сум тип што сакам да дознаме да ги слушам, тие приказни што ми ги имат, да речеме, кажано, се хорор. Например, на типката што јас средив да ја вработат, сега да не го кажем името, може да гледа подкастот, што подкастот може и да има англиски превод, што работеше со мене, мислам, ја вработив, не знаеше англиски, на нас ни требаше луѓе што знаат шпански, и што имат искуство како келнерки, па и барменки, и беше стварно многу добра, многу комуникативна. И сме првата пица у Мајами што газдите ме послушаа да ја вработиме само со шпански јазик што знае. Сите други ресторанти, пицерии не се чудеа на одлуката и ја викат, македонец, аналитиката вика, него ќе го утепа како нешто биде. За 90% другари не се зголеми промето, пошто типката од Венецуела, не знам колку знаете, дефинитивно се едни од најубавите жени од цел свет, беше стварно многу убава. И правично, типично, знаеш, машките што доаѓаат, тие не ги интересира англиски или на марсовски или зборе, тие ги интересира да видат убава жена. Цел ден работил, земал добра плата, дојде да јади и да пијат. Кога ќе видат убава жена, после тоа ќе видеа нашата пица дека пиото беше италијанско страшно добро и сите производи беа италијански. Розарио, поздрав до брато, трето место беше освоило Америка за најдобра пица. Типо правеше Венецуела, Наполи стайл пица на дрва од Грција, од маслинка, не ги донаса, $900 мислам дека беше палета, не знам преку подкасти сигурно сум спомнувал.
Брат, пицата миришеше на чудо. Знаеш, некој ќе ми рече, ја имам јадена оригинална пица, немаш ништо јадено, брат. Зборам за ти у Македонија. Значи, дури од тука, од цела Америка оде, сеќавам со нашата пица доваѓа, значи, замислете си пица органска со 100%, дури солта и брашното се донасеше од Италија. Наполи стайл, печката, нашата печка не се сеќавам дали беше од пепел од вулкан или онаа другата пицерија после што отвори. Онаа другата пицерија беше 100%. Таа па беше уште појака. Топлината тоа пепелот, нели, печката е направена од пепел од вулкан. Значи тие коцките, значи уште појак вкус. Значи брат, тие италијанци се болни, брат. Болни. Каква пица прави? Ја јадев по 3 пати одено и никош се неам здебелен. А момбето шо е? Проценив ја кои типки да ги вработим у пицата. Правевме, мислам, газете прави луди пари, на мен требаше ми ја зголемат платата на $6,000. Одбија и ја тога напуштив, се дојдов тука. Пошо, иако земав околу од 2000 до 4000 до 5000, од 2000 до 4000, 4800 е највише што имам земено, мобето беше, тоа е многу ретко да ги земеш тие плати и бев тип кој што, например, не тога и уште криптото го истражувавме и ја не можев да најдам начин како да го купам, а тоа е мобето е настрана. Што сакам да кажам дека луѓето од многу рипам од и забегувам сега најискрено ќе ми извинете. Нели враќам си ја меморијата и да ги прераскажам работите. Рипаш од тема и мобето е, имавме многу луѓе од Венецуела што доаѓа. И ја бев тип што тога и многу ме интересираше за Венецуела, пошто у Венецуела, другари, резервите за нафта се најголеми на светско ниво и по теорија на заговор има толку ретки минерали и чуда што новата технологија Star Trek, Star Wars што треба да се прави, на Америка и треба тие ресурси. Жешка ме стана. Требате тие ресурси и се чудев како брат со тоа присуство на Русија у тоа време, а сега на Кина, пред 12 години народот појма немаше за Кина што ќе стане. Мене од тога ме интересираше. Интересното беше што Кина, мислам дека имат ископано со нова технологија, тајна, многу брат имат ископано ресурси. Овие 12 години. Русија исто. И сега Америка конечно презима све. Значи Америка, другари, доби држава, територија, која што, ја одам немам спомнано дека тоа Венецуела не е обична држава, тоа е не само што е стратешка точка, туку у самиот двор на Америка и мора да биде под капата на Америка, колку сакат луѓе и да мислат дека ние живееме у свет дека тоа као треба да биде држава на луѓето од Венецуела. Луѓе, вие треба да излезете од тај сон фантазија. Ние живееме у свет на теорија на заговор. Welcome in my world, ја ви кажав. Русија, Америка и Кина си ги делат државите, како што гледате. Никаде ги нема Русија и Кина и сега некој, брат, веле предавство, не дај Боже Русија и Кина те бране, работите у вашиот свет ја така, у мојот не. Брат, у мојот свет одат друго јаче. Значи, прво, имате повеќе информации, Мадуро, да речеме, се договори со Америка и најнормално Кина и Русија тоа нема да му го простат и ако гледаме од тај дел, значи го пушти низ вода за тоа што Русија ќе си ја лапне Украина, а Кина ќе си го лапне Тајван. Колку да звучи сурово, луѓе, ние сме мравки. Тука се зборе за нов светски поредок, за територии, за ресурси, како треба да се ги поделат и распределат, а не за тоа како ви некакви права сте имале и големи плати ќе сте имале, добри пензии ќе сте имале, нешто ќе сте одиле на кафе шема, со внучињата ќе сте си играле у парко, луѓе, брат, не знам у кој филм живеете, на Холивуд ли, такво нешто не постои, брат. Ние живееме у толку брутален свет што вие, за жал,
со тие домашни проблеми, со тие саати што заглавувате у сообраќај, па со тие таму смешни работни задачи или учите факултет или чуда на вас, ви живеете у таква една илузија, као демек утре ќе биде подобро. Другари, само полоши полоши, не знам какво е то подобро, брат. У кој свет живеете? Тоест, колку повише живеете у градовите, толку по-лошо. И кој ќе ми рече такви изгубени дигитално неписмени, брат, ави шо има врска Венецуела и во што го спориш со биткоин и со блокчейн? Се има врска, бе, другари. Се е поврзано со биткоин и блокчейн. Ама вие нели од 2013 сте копале, бе, брат, 2008 че вие со Сатоши на комото укочени пиевте кафе. Другари, вие сте дигитално неписмени, ја тоа се забравам. Значи, не дека нешто кажи го сум у стилу на да ме помалку да го спомнувам за повеќе да ме гледате, не. Едноставно го забравав, не ми дојдело на памет. Вие сте дигитално неписмени, другари. Ако има од 10.000 луѓе само 500 да гледат канал и од тие од 500 само 5 ќе станат милионери, вие сте дигитално неписмени, другари. Тоа е. Затоа и вие сте ми на мене у 12 годишен експеримент. Вие сте ми у 12 годишен експеримент, другари. Полека има многу кул дечки, позитивни коментари, дават енергија. Тие со сите сакам да се запознавам и ќе ми покаже, брат, јас сум тај што коментира. Тие коментари, луѓе, без разлика дали ги мислите или не, у моментот кога напишете тај позитивен коментар, после и да зборите лошо против мене, јас сум ортодокс христијан, ја ви простувам. Може да ми изнервирате, да, ама финално е простено вие. Мобето вие кога напишете тај позитивен коментар, вие правите добро. Че вие го мислите тоа. Без разлика после што се повампирите милиарда пати и пред други нешто ќе речете лошо. За мене тоа е типично од Отоманската империја останано 500 години сте се дружили со вашите предци, вашите дедовци, прадедовци, баби се дружили и се оговорале и се кокодокале и каква генетика ќе наследите. Значи ја го имам тоа, ама јас сам го и чистил. Фактички сум го затворил длабоко мене и гледам да не го употребувам. Ама с ким си такав си, таа српската, нели, тој не е македонска, српска е. И србите се биле исти. И они се држани под отоманската, и бугарите, и сите други. И на Балкано са ни оставили 600-500 години да бидеме Тулумба, кафе, шема, оговарачи, брат. Сплетка роши. Така да, другари, мобето е се е поврзано. Ово ја што го зборам, се е поврзано. Сега ли се кој речов, чудна војна ќе има во Венецуела, нешто ми е многу чудно. Чудно ми е, чудно, брат. Чудното е, брат, упадна, брат, Венецуела има 109.000 до 123.000 активна војска, брат. Армија, морнарица, Air Force, национална гарда. Луѓе, тоа е луда бројка, имат и плюс, гледаш, Боливириан милишија, 220.000. Тие 220.000, верувајте ли не, се под оружје и се платени од таа нафта која што тие црните танкери, таа тајната флота. Патуваше низ цел свет, повеќето ја купува Русија, овој Кина. Тие луѓе си беа на платичка. Тие луѓе сега одеднашка, тие 220.000 нема да бидат на плата и 5.000 елитна гарда. Луѓе, 5.000 елитна гарда на Мадуро. Значи, замислете си за каква гарда збореме. 40 луѓе се само убиени у напада. Другари, 200.000 тајна милиција по тие там джунгли-мунгли. Под оружје. 123.000, 150.000, да речеме, војска. 5.000 гарда, и тоа елитна гарда не е за фрканција, ја имам гледано, зборем за стварно елитна гарда. Со многу добро наоружање и со многу добар тренинг. Шо руски, шо кинески. Тие луѓе се повлечеа, ја гледав видео со мотори и со коли, се повлечеа под земја и у некои трговски центри. Значи ти треба некој да ти даде команда. Проблем у Венецуела, тие немат, да речеме, 30 различни бази
со 30 различни синџери на команди, ако се случи единиот синџер на команда да се прекине, другите 29 да продолжат да се борат. Туку гледаме диктаторо со железната топаница Мадуро, без него ова наредба ништо не може да се направи. Што значи американците исечеа главата на змијата и фактички остатокот беше парализиран. Тие не може да земат сами одлука и имате повеќе опции. Опцијата е Мадуро се договори и сега у Њујорк однесоа парада, у Њујорк за неговите криминали може и смртна казна да има и едноставно како лажниот Садам Хусейн. Шо кажам? Како Садам Хусейн, што не личи на него. Сега си живее сигурно на некој остров. Тука интересното е на Мадуро жена му е сега со него. Ја никој што е видено колку време пратам окои работи, жена му е однесува, брат. Мора тоа нема никакво кривично дело. Значи, типо стварно си ја сака и избрал со него и ќе си живеат сега на некој остров, ќе ја сменат фацата, ќе си живее со некоја милиарда под строга контрола и ќе си плива, брат. Ќе си плива, а многу ми личи на Садам Хусейн нешто у фацата, ама тоа е друг тип на теорија на заговор, да не лупам. Shape-shifting не верувам дека таму, а мобето е, другари, се е поврзано, затоа што у Венецуела се копаше многу биткоин. Многу. Кој ќе ги преземе тие рудници? Плюс населението у Венецуела исто, Мадуро се правеше лут, таму се копаше многу етериум, многу шиткоини и многу биткоин. Мадуро ги гледаше низ прсти, затоа што у Венецуела на тие дел од населението да копат биткоин, етериум и други шиткоини и беше од животно значење. Кој ќе ги преземе сите тие рудници кои што Кина и доставуваше се повеќе и повеќе последни модели на машини за копање. Сега до кој степен најновите дали ги имат, не знам, али по сектор теорија на заговор имам гледано видеа со сериозна машинерија. Дури и сами режим на Мадуро мислам дека копаше. Таму другари имат многу различни видови на извори на енергија и мислам дека Трамп фактички тие големи рудници ќе ги преземе Америка и не само нафта и ресурси, значи Америка ќе дојде до сериозна количина на рудници за копање на биткоин и не знам друго што, веќе етериум не се копа, други шиткоини немам инфо. Значи тоа што го зборам е поврзано. Венецуела, другари, сега ние сме веќе ајде бе, брат. Колку прецизно беше изберено. За време на викенд Wall Street не работе, американците спиеја и нападот се случи за да не може никој устра да продава. Ќе видиме понеделник што ќе се случи. Веќе еден саат мене, значи четврти, недела. Чудото држи. Комарџиите су извинени, па го набутаа. На комарџиите пак луѓе го набутаа со извинение на речникот. Кога се случи нападот, почнаа масово да стават дека ќе падне на 80, не, на 75. Преходно беше спремано тоа YouTube каналите кои што се почесто ми стануваат интересни, као демек пропагират ќе падне, да ги навлечат, пошто земат здрава паричка од тие криптоберзи. Многу ставија дека ќе падне на 75, оволит на 91 и држи на 91. Значи викенд сме, луѓе. Викенд.
денеска бевме да купиме јадење, не можевме да најдеме паркинг. Бевме во еден трговски центар, не можеме да најдеме паркинг. Тоа е толку народ што не може да си сфантазирате. Значи американците моментално се надвор, не се пред берзата. Моментално американците трошат за поклони трилиони, брат. Не милиарди, трилиони. Кој го пумпа крипто? Американците на Wall Street не работи, ама петок, сабота, недела биткоин и крипто работи. Американците први видео, додека си други спие, што се вика, по-големиот дел. Видео за Венецуела и сите што изиграа комар дека паѓа го изедеа со извинение, кој го напумпа биткоин и сите други крипто. Некои литнаа сериозно, брат, по 20, по 30%. Се е поврзано. Точно се избра викенд, кога Wall Street нема да продава, да манипулира. Сите се понадвор, празници, чуда, избор, датата на удар, јануар е страшна работа, брат. Ја никош не би очекувал дека февруари, да рече, може. Јануари, никош не би речел дека јануари, само што после нова година, ово, другари, не може да е, да речеме, американците знам дека имат безчуени хеликоптери, имат многу јака технологија, можат дека сакат да упаднат, да блокират, имат многу јака технологија, може да ја ризикуват. Една од јаката технологија, тај хеликоптери безчуени го ризикуваат доле за Осама Бин Ладен кога го извршија нападот Калдевек. Тамо, кој знае кој беше, али Осама Бин Ладен, хеликоптеро задната перка удара на кабел, Калдевек за сушење налишта, што тоа е комплетна глупост. Таму кабело беше можда и како специјална заштита на тај што е бил унатре, да речеме. Иако нели тај специјален тим има специјални чуда како да го уништи таа технологија ако се сруши, го уништуват, али дел не успеват и Кина и Русија доваѓаат у посет до таа технологија за безчујни нели лопатки на хеликоптер, лупам, не знам кој се вика точно. Интересното е, има такви хеликоптери безчујни, значи сметајте Бин Ладен пред колку време е, сметајте до сега уште колку е појака технологијата, имат леталици, има технологија, имат дронови, имат чуда, што можат стварно да му паднат да го надат, али брат, 5000 елитна гарда. Како ќе поминеш 5000 елитна гарда? И овај не беше у бункер. Иако се очекуваше напад, не беше у бункер, туку беше у една обична резиденција. Са не е обична, мислам, тоа. Збор е обична. Али сега да кажем, резиденција која што американците има технологија да улезат до неа. За разлика од бункер, бази, чуда, ти зависи 5000 гарда, брат. 5000 гарда да поминеш. Овие имат сериозна армија, брат. Сериозен тренинг имат. Не верувам дека американците со специјална технологија се упаднале. Тестирале се, дефинитивно нешто де, ама мислам дека ово беше договорено. Кина беше пред да се случи нападот. Се е договор. Интересното е што дека од идеја тие тренирани од Русија од Кина служби. Венецуела има сериозно наоружување од Кина и од Русија. Брато, во овие Холивуд театар за пред народ. Типо си го одработи своето и сега ќе ужива на некој остров. Сите тие напади на базите чисто за маска за пред народ. Толку време сум у теорија на завор, не можем да верувам дека може некој да улегне да помине 123.000 армија со сериозно наоружување од Русија, иако C-300 имат, ама верувајте, C-300 е многу добар, посебно за тие хеликоптери што летаа,
Колко и да имат. Американските хеликоптери, да не се лажи, имат много яка технология за да отбиват. Посебно 300 може да го отбият, ама русите не може и кинезите да не знаят там и да ги дочека, да речем да си тестират нова технология. Барем 2-3 хеликоптери сега да бяха срушени. Или да речем американците нападнаят с хеликоптери комплетно без без пилоти, као мамка, па после да опаднат с отива вистинските. Американците имат заебани хеликоптери. Луги. Сега не ми се улава толкова теория на заговора, али јас се извинувам, витувам дека од другия канал ќе улезам по-детално. Мобето кој шо е битен е ти ако може да американците го направят овоа, у држава што има сериозна армија и сериозни ресурси, значи американците можат, јас се извинувам, низ цел свет да направат чудо. Ние живееме, другари, у еден театар, драма, Холивуд, кој шо да се надевам шо побрзо ќе научите за биткоин, етериум, кардано и блокчейн технологијата. Ќе си селите од тие градови, ќе ги населите селата, гледате, нашите политичари веше трубат, знаат као демек сака да си го земат за политички поени дека у Македонија се враќат од Америка, Канада, Австралија и Европа заради нивни успех, тоа не е точно. Враќат се заради тоа што тука е страшен расизам, не дај Боже си бел, ќе ти спотепат на улица и нема никаква правда. Трамп се боре, рестартира, али многу го саботират. И просто Балканчето, нашата ДНК, немат време и се доволно интелигенти да видат дека Америка многу бавно се рестартира. Сага да се врнат назад, другари, живото е на село. Живото е на село, кој што пак и не треба технологија со како да користиме биткоин, етериум, кардано и други блокчейн технологии, дека таа технологија треба да ни донесе инкам многу повеќе од тај смешен токен што ќе ни го дават. Што повеќе да се дружиме у таа академија и да се купуваме меѓу нас, а не да купуваме нешто што не знаеме дали е органско или не. 40 да уапсеш главата на државата со само 40 убиени, од кои што сигурно 99% се војска, мислам, воен персонал. Ни Холивуд не може да изрежира оков филм, другари, и да го изрежира, ќе се смеевме на филм. Јас сум импресиониран. И брато, не гледам да е сплашен и да е под стрес. А шо е оне? Доста чудно. Ово се луѓе диаспората Аргентина од Венецуела. Погледнете колку се. И сега русите трубат ќе се врнете ли дома? Па другари, насекаде се по некој милион разфрлени свето, ако се врнат, и ако стварно американците постават некој што треба да го постават, што не смеам да зборам, знаете каков може да постават. Ако постават некој на тај дел не можам. Забрајано ми е да брмлам за Израел, Палестина и за мобето е
Венецуела другари имат мокна диаспора, типовите не се мразливи, доста работат и доста се успешни. Ако таа диаспора се врне у нормална држава, што е многу тешко, пошто сега ќе следува тотален хаос. Тие луѓе се доста долго под тај режим, најискрено да ви кажам, од тие луѓе што сум прел мобет, у Америка никој не го сака Мадуро, ниту никој пред него. Чавес ли кој се викаше Хуго Чавес? Не ги сака, иако ја, например, за Хуго Чавес мислам друго, многу по-позитивно од овај клошар Мадуро. Мадуро е шофер на автобус, ако не се лажам. Ниту е изберен легитимно, ниту ништо. И мислам дека беше папет на длабоката држава, кој што беше стајан да ги изиграе сите овие работи и сега оде у пензија. А Хуго Чавес ција го скина сериозно за тоа што беше сериозно закана. Типо беше стварно брат лидер. Сега да не се лажим. Иако тие со тие што сум превел мобет туку од Венецуела, никој го не кише. Сериозна машинерија се овие од Венецуела. Гледате, тука има мала група. Russia Today, мала група. Се ово мора да ви кажам. Поголемата група е што го мразе Мадуро, дека ви кажувам Америка немам запознаен човек што мисли позитивно за тие што владеат од Венецуела, вали да знаат многу повеќе од нас. Купете биткоин, брат, нема што да комбинирам ово со златото и си исперени мозоци. Другаре, ово е сериозна армија имат. Стварно ви кажувам, сериозна армија имат. Дека беше таа армија, брат? Кажувам ви, сериозна армија имат. Y mujeres que hoy nos encontramos en formación de... Ей, чека, не блокират каналово, ќе идем мистерии, али тие што ме прашавте, надвор има нешто многу чудно. Многу чудно. Тоа мистерии канал ќе оде. Али идете на Твитер и гледајте. Сигурно гледате мојот глас. 3 дена надвор на терен шо бев. Многу чудно, брат. Таква магла не сте виделе. Брат, биткоин уште стоја. Значи, треба да отиде 94.000 и да остане на 94.000. Може да падне после до 90.000, ама барем да стигне треба 94.000. За да одеме нагоре у следната фаза на 125.000, 140 или 180. Треба да иде 94.000 да остане. Ќе видиме понеделник што ќе се случи. Како го избра точниот напад, човеч? Ово е бро. Ово е многу јако. Да не зборам, Мексико гледајте, другари. Natural clouds. Notice there's no lines in the sky blocking out the sun, dispersing. Македонија и Америка не направија пепел. Нью-Йорк, друга. Замислете си да сте вработен, брат. Не знам. Шо не живееш во Америка и шо бизнис да отвориш. Кобе да живееш со овие, брат?
Брато ниту се тресе, ниту е исплашен. Брато глуме лудило, си живее на некој остров, брат. Некој брат ќе ги искупи сите Legendary, Epic, what the fuck, брат. Некој ги искупи сите Legendary, братче, на Star Atlas. Нешто дали следува, дали знае, брат, гледај. $187, аномалија има само 2. What the fuck. $207, аномалија има 2. Legendary. Ово колку сакав да го купам и педер, со извинение, некој го купил 187 Legendary. Но сакав ово да го купам и немам кеш, брат. Немам кеш. Годината кога требаше највише да направам кеш за да допунам, оти крипто нема тука милионер, не милионер. Крипто се допунува, брат, на 4 години. Тоа ќе ме научим во академијата. Допунува се. Не може да го купам. $214. Legendary. $187. 187. 241. 188. $484. Бро, некој ги искупи, колку ги бев бројал, околу 40. И останаа само 40. За 3 месеци некој искупи 40, човече. За какви 3 месеци, брат? За 2 месеци некој искупи 40. Legendary, само Legendary. Нешто се спрема. Шо? Тој пред тоа го имам покажано, мобето им беше: замислете си, другари, да добиеме акцес до Александриската библиотека. Тоа Мистерија канала. Господ на помош на Лисабон. $5 милиони бродче. Gray or blue sweatshirt. We saw him a little bit earlier on the image that the president posted, blindfolded and handcuffed, and it appears maybe he's still blindfolded in a gray sweatshirt, which would likely come. Брат, да даеш да те влечат како куче низ Њујорк. The lack of daylight over there. Again, Ambassador Bolton, who was behind the push? Who really wanted him out? And then number 2, was there ever a plan for day 2? Договорено. Aquí estamos en la zona industrial de Valencia, en una de las tantas granjas de minería que Значи, у Валенсија една од многуте майнинг зони. bloqueado y hemos desconectado. Значи, овие ги имат блокирано и дисконектирано. Значи, многу мегавати се влечеле фармите за биткоин. Que tenemos de que esos megavatios que se están prácticamente robando del sistema interconectado nacional para la producción de criptomonedas en detrimento del pueblo de Carabobo, bueno, no se pueden seguir absorbiendo y de esa manera disminuir el consumo, al igual que, bueno, que todas las políticas que vendrán a partir de ahora sobre los grandes consumidores en el Лапнаги. esto se normaliza. Значи, кажу, и чак има ги знае. Impresionante esto. Yo no sabía que esto era tan grande, pura máquina para acá, pura máquina para acá. Estos son contenedores enteros, contenedores enteros de máquina. Контейнери, брач. Цели контейнери со машини, брат. Thousand and thousand of machines. Miren esto. Todo eso son pura máquina para acá, pura máquina para acá. Son contenedores arriba y abajo. George. Arriba y abajo. Estos son máquinas de criptomonedas. Es una cosa impresionante esto. Yo no sabía que esto era tan grande. Aquí en este momento. Брат, замислете си таму колку е ископано биткоин. Yo no tengo nada en contra de las criptomonedas, ni nada que se le parezca. No tengo nada en contra de lo que
obviamente autorizado. Yo no sé si esto estuvo o no autorizado por la... Ја мислам дека Мадуро и екипата копа и после као демек ги заплениле, разбираш ли, као демек некој крадел од мрежата, по теорија на заговор беше, и паси ги зема и паси ги активира. Гледајте брат, контейнер, не можеш ти брат од диктаторска држава да унесеш толку контейнери и да копаш биткоин со години, као демек крадеш од мрежата. Тие приказни може да ги кажат коче на кафе шема да и веруваат луѓето. Или таму сега тој што пише од спортски билтен, мен не може да ме лажат. Значи другари, ово е типчето гледа колку е копал. И као демек, луѓето од Венецуела со помали машини, посебно за Етериум, да. Биткоин, тешко. Брат. Италија, Флоренс. Типо вика, ако е вака, да затвори. Шо живот е тоа, брат? Сите мали бизнеси до 2035 треба да бидат затворени и да купуваат едните штали големи корпоратски гиганти, роботизација, GMO и други срања, со извинени. Тоа е целата финта. Затоа се пуштени овие браките. Да уништуват и да прават русвајс. Да ги затворите вашите бизнеси и да чекате од големите корпоратски гиганти. И утре кога нема да земете чипчи или вакцина, нема да може да си купите храна и вода. Тоа е целата финта, другари. Канада. Ева е Марио зна ги утепа. Ова е од бункеро, србено. Утепа ја, брат. Вика, гледа, вика, Streets of Krasnodar, Russia, covered in trash filled with the homeless people, all because of Putin and his war against Ukraine. Joking. This is Canada. Канада, другари, гледајте. И ти мал бизнес ки имаш, така ли? Не, брач, пуштени се намерно. Брат, што не живееш во Америка и Канада? Па, брат, треба да имам бизнес. Треба негде да капе, зашо да работам за друг. И имам доволно мозок да отворам бизнес, така ли? Ама имам доволно мозок да го предвидам во пред 12 години, дека не треба да отворам бизнес, затоа што го планирам. Мене ми се смеја тука пред 11-12 години, луѓе. Кои викав, луѓе, пред бизнесите ќе ви стават безновици, ќе ви серат, ќе ви мочат со извинение. Замислите да кажеш пред 12 години дека безновици ќе ти мочат у Канада и у Америка пред бизнисот. Замислите го кажеш тоа, брат. И кога ми рече некој, се исто сум кажувал, супер, брат, че одете на работа до 67 години. Супер, брат. Или жете го заднеко там на тие газите. Кога ќе видите син му и керката со вашите од вашата плата купиле коли и таквото и вие шлакајте. Ме плугајте, шлакајте. Супер. Берлин. Како у Берлин, другари, пред 11 години смешно беше. Што тој на тој, знаеш која е Германија. Супер, брат. Супер. Сега шо викате, брат, што да правиме? Не знам. Нова технологија, драндранјарење, тоа ќе оде ностоп нагоре и нагоре, да. Venezuela and Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. 31% од светските резерви на вода. Што ќе биде војната 2035 за вода? Купеци куки у Охрид. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Брат, по-реално видео немам видео. Не може да го преведам. Амстердам. Бегајте од Амстердам. Холандија. Другари, гледајте сега. Милиони слават. Значи, колку луѓе го мразеа Мадуро. Иако на вас, например, Македонија ќе ви звучи лудо, како е можно, многу луѓе го мразеа Мадуро, брат.
Многу луѓе живеа, нема леп да јадат, брат. Нема леп да јадат. Да, Америка ќе земе ресурсите, да, Америка ќе земе све, ама нема леп да јадат, брат. Леп. Значи, сериозно изборам, нема храна, брат. На мојата, една од вработените, на татко и си имаше коњи, комшиите, коњите му ги убија и му ги изедеа коњите, брат. Типо, ако мислите дека вие сте плачале по куче, замислете си некој колку сака конј. Например, од тај конј се му е требало да живее, за фармата нешто го потребаше, не сеќавам кој беше. Коњи му го бива да го изедат затоа што ќе се умреле за едење. Мене кој ми каже, аз сеќавам, нели тогава сеќавам се, вика татко ми плаче, ау, шо е работа? Вика коња му го изеде. Ја не знам него животни го нападнале, викам кој му го изеде коњо? Вика комшиите. Ха, камарат, како комшиите. И тогава ми каже, да, друга работа забрав да кажам. Овие луѓе што живеат во Америка. Секој месец си дававме, еднаш кој месец си дававме слободен ден на вработените од Венецуела. Собира пакети со пелени, храна и најразлични продукти и ги праќа у Венецуела. И ја викам, луѓе, шо правите? Вика, сестра ми вика, на сестра ми бебето вика нема пелени у Венецуела. Од Америка вработените, луѓето кои што живееа, кои беа пребегани, повеќето што ги знаев, например, на таа една од нашите вработени, американците беа да деле заштитна, како се викаше, не виза, азил, со работна виза, не трајна, обновува ја на секоја година. Богата фамилија киднапира ги мафијата, тражат и откуп, на нив тетка и мислам дека го плаќа откупот, тоа мислам порапа сум го кажувал, не сеќавам. Подсетете ме. Тетка и го плаќа откупо и пребегува во Америка и американците даваат работни визи и живее и работеа у Мајами. И фактички едва се спасија и праќа, сеќавам се, храна, пелени и разни други работи, праќа на нивните роднини, кои што не можеа да напуштат Америка. Значи, зборам дека ми кажува дека нивните роднини, комшии и пријатели 12 години, брат, голдуваа. Значи, там живее една живи мајка, буквално. Така да ќе видиме како ќе биде под капата на Америка, ама кажувам ми дека тоа доле беше страшно. Тоа не се луѓе што лажат, покажували се ми видеа и слики, тоа е хорор. Там убиствата беа секојдневни, грабежи и силувања секојдневни. Другари, тука превршуваме тие, например, хеликоптери. Толку лесно да литат така. Руска наоружање, кинески радари. Да не ја тупеме, договорено си и тоа е. Мобето е, моментално Венецуела е паника. Не е баш славење. Тука е паника. Паника за храна и за вода, оти знаат дека иако Америка презима, знаат дека има многу банди, многу војска кои што не знаеме како ќе реагират. Ќе видиме на колку работа, дали ќе биде поделена Венецуела на зони или американците ќе успеат да исконтролират, тоа ќе видиме у наредниот месец. Моментално, другари, че таа музиката не ми блокираат видеото, али линии за храна, вода. Кажави, има многу армија кој што како ќе биде стајана, тоа не знам, ќе видиме како ќе биде. Битно е дека да се надевам дека армијата нема се побуни до тај степен дека американците треба и втор пат да упаѓат. Втор пат да ги збомбардират сериозно. Па да гледаме драјме у крипто свето. Значи ја го порозувам за у крипто свето. Биткоин тие мајнерите со сигурност американците ќе продолжат да копат, да подржат мрежата.
али тамо у наредните месеци ќе биде лудо. Шит, бро. Ово нема шанс да е Венецуела. А не, ово е Иран. Мовето е, јас сам го делил тоа видео, Иран, другари, Иран не е Венецуела. Ако американците направат нешто слично у Иран како Венецуела, Иран, брат, сериозно ќе одговори. Таа ако фанат жив ќе го изедат. Не знам тука дали опука. Брат, многу големи драми не очекуват. Да се надевам дека биткоин ќе излита на 94 да остане таму. Држи се на 91. Да се надевам дека тие комарджиите сега нема да играат многу за нагоре. Бул маркет мора да има. Мора да има бул маркет. Расипава го циклусо. Даото доста добра. Бавно многу, али биткоин му е ба матер, што се вика. Мобето е чекаме да видиме која цена ќе качи биткоин и колку голем бул маркет ќе има. Треба, по мое, ја мислам, верувам дека нели треба да има многу добар бул маркет у алткоините. Со биткоинот тука, да речеме, и да иде само 125.000, тоа не ме интересира. Интересираме алткоините треба да направат многу добар камбек за унаредните 4 години и новиот 5 циклус да луѓето профитират или ако не успеат, ако се многу лакомат да не успеат да продадат на добра цена, да барем да се докаже дека да се покаже дека сепак има алткоин бул маркет, сега кој не е успел да кешира негов проблем, ама за наредните 4-5 години да биде интересен и примамлив алткоин технологија секторо за луѓето да инвестират и да чекат да направат нов профит или да живеат од стейкинг ревордс. Тоа е, другари, леле, колко време брмна? Сад, 3 минути. По 30 минути ќе си го гледате, брат. Тоа е, другари, едно гласно размислување, али доказ дека не живееме у свет како што вие мислите. Живееме у свет дека силниот кажува како е. Не е тука некои тие фантазии ваши там правни работи. Значи нема правда, има сила. Чао, другари, доста беше 1 сат тумачење. Пишете у коментари, например, кои сакате други теми, да речеме, да се разгледат. Чао и поздрав!